Ај, здраво, живо, брати и сестри, рибарска фамилија. На дневен ред тема преживување, Survivor, нешто што го подценуваме, а имаме мерак да го гледаме по ТВ емисиите, шоута за каде ни презентираат такви работи за тие некои крајни ситуации, но како сите сме водени, нели живееме во Македонија, шака земја, мала територија, мобил нијаме, све е на дофат, некако блиску, со свирка се довикуваме, се лоцираме и буквално никогаш за такво нешто не му се секираме и секојаш сме ние оние, нели, која си викаме дека тоа не може нас да ни се деси, тоа ставно некојаш таму на некои други им се случува, не сме ние таа категорија. И кога ќе идеме некојаш авантура на негде подалеку, на поекстремно, увек потенцираме да се опремиме посилно, уживај, некај сме за пола сат, доаѓаат, не спасуваат, не зимаат, тантара-пантара, никој не дава на тоа важност, ни грижа, ни секирација, туку најважно од све е да се стигне таму, па после, што сака нека биде, кој преживи причаче. Така и една вистинска приказка ќе ви ја раскажам. Сега ќе карикирам негдека, нешто ќе модифицирам, пошто беше одамна случајна и сум ја подзаборавал, но се случува на мои блиски пријатели, четворица, пролет негде време, затоплува, све надвор расцветано, убаво природа, после зима, нели, мрак, темница, депресија, гледале на телевизија Миленко шоу емисија, која иде она со джипот по авантури, кога презентира дивина, и здогледале некој манастир, нешто на Црна река, Маријово, негде сред никаде. Било рано, сабајле, дремеле, се досадувале, им светнало, мислеле кај тоа негде блиску, прилеп натака, ќе прават еднодневна авантура, максимално едно несериозно пристап кон акцијата и не планирале нешто ептен да ја терат, туку да стигнат до таму, малце да пијат едно пивце, две увидик да уживат и да се вратат назад. Све тоа у неколку сати да биде реализирано, едно налудничаво, значи тргнување и наивно. По пат застанали у прва бурекџулница, зеле по некоја кифла, на бензинска по еден круасан, шишенце вода од пола литро и браќава цепаат, ќе идат Маријово, Миленко кај што снимал на ливадата да кулираат, пиво да пијат. Вози, држ неде, стигнале негде, појма немаат ни они каде, ама им се видел убава позиција да искулираат некој сат, душа да опуштат, сонце да акумулираат. И се, од ваму, од таму, пивцево почнало да си работи своето, шала смеа. Сега вика, стигнавме до тука, рекава да не ја посетиме е гревата. А знам и ја на тоа сум бил излажен, колку знае звукот од која си на висина да ти излаже реката дека е блиску долу и дека со неколку чекори не баре си симнат, веќе си на река долу и не ја пиеш вода, кулираш, уживаш, пецаш, полираш, гумираш. Така и они, ајбе ќе слезем, имаме време, рано стигнавме, ќе се прошетаме некаја, спремни дечки, у тоа време знам редовно боксуваа, спарингуваа, тренираа и за нив тоа ништо не било предизвик да слезат до реката, само реката не била толку блиско, а и патот не бил таков као што бил замислен у нивната глава. Плюс што биле и неопремени за никакво такво трасирање со патики, за низ мало, не баре по папучи уште да тргнале по сандали. И ајде овам, ајде таму, ајде ова, ајде она, све пострамно, све полошо, почнале на гз да спуштаат надоле. Едниот без панталони останал гзот, искинал све, од кочење више патикиве, ѓонс немале, рацеве и огулени, направени, у едно лудило завлегле, да ајдеме ќе слеземе, па по некој полабав пат да одмориме, ќе се враќаме назад, што гутнавме више у одрон, некој се спуштивме, нема назад, бар да стигнеме на рамница доле на вода, па чаре ќе бараме, ќе кроиме стратегија и држ неде, слегле некако, доле душа нема.
изрендани, искинати, партал направени, вода што имале испиле, нозе не ги држат. Више било негде времево почнало и да фаќа, да се подстемнува, да сонцево им го снемува. Знаеме штом сонце подснема од видик, више и камен ладно, паѓа температурата драстично, на дупло се заладува, времето станува неподносливо, посебно у таква дивина, у кањон долу, пролет, на врвовите уште снег имало и што да прават, донеле одлука, ќе преноќат, ќе направат некаков заклон, нешто ќе импровизираат, па со нови сили, со Господ напред, од сабајле рано ќе фаќаат патот, ќе се искачуваат. Тука више паника, сериозна станува ситуацијата, огин се запалил, вода нема, од реката нешто пиеле, голтка 2-5 ги фатили тоа шубе да не се отрујат. Ноќта еден у друг склупчени крај огин, кој заспал, кој не заспал, само замислете каква била таа сцена, облечени по дуксер, по блузонче лабаво, по тренерка, по патичиња некои пролетни, летни, значи ужас, да не си иму кожа. Ем по пат искинале и тоа што имале на нив облека, пола ја дотрајале, потепале ѓон кој пола искинал, кој му зинале патиките напред, прсти искачаат. Катастрофа. Рацете крв, што кочеле, значи влегло едно тотално преживување, бунило и лудило. Али се тешеле дека ноќта да пројде, па ќе испуцаат назад, а и што нема да испуцаат назад, туку што и контра ќе тргнат од колата кај што им била паркирана. Па сега се разденило, тргнуваат нагоре да идат, гледаат дека 2 чекора напред, 3 назад. Од претходниот ден прегорели мускули и све, не јадени, не пиени, на по еден круасан преживеле, вода испиле, значи катастрофа. Ситуација више да паника ги фаќа, ќе се умира. Ај утеха им било, ќе звонат, ќе вртат, некој ќе ги спасува. Дигаат телефоните, отварат, што да видат кој батерија му е при крај, кој нема опште батерија, кој од сите овде фаќа мрежа, онде не фаќа мрежа. Уште едно лудило огромно, да пробуваат, звонат сегдека, нигде не може да се конектираат у кањонот, све од цртка на нула, од 2 цртки кога звонат пак нула. Хаос. Почнуваат нагоре да граблjaат по ридот. Право преживување, борба за живот. Тука више викаат се судривме со реалноста дека или ќе умреме, или ќе се избориме некако, ќе се искачиме. Ако останеме да дремеме, да мируваме, неизбежно е дека останавме таму и ќе скапуваме, ќе умираме, ќе не најдат лешови кој знае кои ќе тргнат по нас да не барат по таа вукојебина. И едниот имал поише снага од другиве, држ не дај некако, вика ја ќе идам пред вас, вика нагоре да барам спас, а вие грабуљајте, борете се, барајте, вика, сигнал. И таа е стратегијата, па ако прв најдам, вика ја, некој да не спасува народ, нешто да помош да има некоја конекција со цивилизација, доаѓам по вас. Ако вие најдете, вие после ќе ме барате мене, и таа е шемата, се разделиле. Овие вика тројца, вика грабаме нагоре, вика нема, не те држат нозе, раце, вика све искинато, крвишта више, пена устата, немаш снага, не јаде, не пие, не спиен, смрзнат, искинат, абе вика хорор, вика готово, душа ќе се испушта. Параноја додатна, немаме мрежа, вика, тоа што ни беше вика као утеха, гледаме дека немаме, нигде не фаќаме, и од ваму од таму, на едно брце, кај што стигнале, фатило малце мрежа, ама звони овде, звони онде, сегде исклучува. И не знам како му текнало на едниов, се логирале, причава се, не знам толку прецизно одамна беше, се конектирале со такси некој од Прилеп компанија. Дали таму застанале по пат на некоја бензинска, па зеле визит карта или нешто, знам, имале некој флаер и се конектирале со некоја диспечерка и рекле: господјо,
ситуацијава е сериозна, овде имаме луѓе од срце оболени, малце тука лажеле, филмувале, да кренат сериозност, да грижа на совест стават кај жената, да ги разбере дека ситуацијата крајно живот или смрт све у нејзини раце, зависи, дека не е за фрканција. Изгубени сме, вика, у Маријов овде сред никаде, преноќивме, лом сме, не знаеме кај тераме, вика, све у ваши раце, после повиков од која ќе изгасиме, може, вика, на душа да не носите ако не помагате. Женава, како од Господ некоја створена, ги разбрала сериозно дека е работава хаос, паника, се јавила по полицiji, кажал и она карикирала, фолирала дека нејзин внуке таму заглавен у провалија, исто дека со срце проблеми, апчиња немаат, ќе умираат, се изгубиле, хаос се работава, па ја поврзале со специјална единица, па специјална единица преку телефоните, броевите, конектирале кај со овие од прилика по базна станица да тргнат да ги спасуваат и држ не дај, им се јавиле од специјално на пријатело, вика, ми се јава Петко Петков, седете, мирувајте, вика, доаѓаме по вас, ве спасуваме, не мрдајте, лоцирани сте преку станица. И спушта. И вика, чекаме, ние, вика, радосни, проаѓаат сати, нигде никој нема, ние хаос, душа ќе испуштаме, више ни батерија, ни ништо, све е снемано. Единствено спас утеха дека чувме глас дека ќе се трга по нас. И вика, лети хеликоптер, радосни, ние врп, не одмина. Леле, вика, цела надеж, вика, у нас, како, вика, кула од карти потона. Пак вр над нас ќе пројде, пак не одмина. Леле, вика, хаос. Кога, вика, држ не дај, не лоцира, не видоама, ние у провалија не може сега да дојдат да не грабаат, да не креваат. Пак ние некако грабулја и влечи се на раце, пузи, кучеечки, на брдото на врвот да се искачиме и вика одгоре, вика, се спушта еден мајчин, вика, појаже, главеечки надоле, кочи над мене, вика, глава со глава се гледаме, ми пружа рука, јас сум брату Петко Петков, дојавме да ве спасиме. Вика, командос, брату, вика, као Рамбо, вика, како Рамбо да дошол да не спасува. Еден по еден не врзуваат по јасите, не креваат, не пакуваат, не летаат, вика, висиме, вика, не носат, вика, со висење, вика, не враќаат, вика, назад. Лепдиме по јажето, леле, вика, адреналини, шоу, не знаеш дали да се радуваш, дали уште толку, вика, страв, вика, не сме ние екзибиционисти до толку, вика, лудаци сме, ама ова беше премногу. И од Прилеп све со тие се бациле, гушнале, заблагодариле, живот спасиле, сега у Скопје ги превзема полиција, ги враќа у полициска станица, ги носат у оваа што е у МВР, не у МВР, туку Гази Баба што е, кај што е за таму, нели, за илегални, за недозволени тргови, за шверцови. Кажуваат они дека се четворица, едниот го нема, им прават сега притисок дека таму отишле за да го утепаат, иначе не им проаѓа причава, како од дома станавте од Скопје, четворица отидовте у кањон таму Амбис. Што план имавте вие? Не сте деца, луѓе у години сте, како може така малумно да изреагирате? Вие сте годнеле, таму сте го утепале, тој сега лажете дека тргнал тој вајбара негде, залутал и последна варијанта сте отишле таму да садите марихуана, нива доле имало некоја, не знам што, на времето фатена, вие сте тие од времето што садите тука, сега ве фативме и топло-ладно им прават. Те сте го утепале овој, те кај нивата, овие мртви, уморни, гладни, неспани, потепани, изгинати, искинати, голи, боси, сега капак, 48 сати, топло-ладно, терор, секој посебна соба, кај тој што го утепавте, кај нивата, кога го утепавте, кај нивата, што ќе беревте, што ќе садевте, зашто го утепавте, кога го утепавте. И сега на едниот доаѓа татко му, тој мајчин имал конекција, врски, ово-она, сватил дека е работала вистина, не лажат овие срвајвориве, у наводници, се враќа со едниот од нив, додека другиве не ги пуштат од станица, дур не се најде четвртиот, ќе одговарат за убиство. И четвртиот сега да ти залутал, тотално од Маријово негде искочил над
Тиквешко езеро, кај тие маршојаците што снима National Geographic. Па таму нешто правел, вриел, не знам како, топел, пустел у шише пластично снег да пие да не умре. Па бачило, некој нашол, некој дедо го примил, јадење му дал, ама нема тој струја, нема ништо, телефон да напуни. Па после пак се вратиле со тигри или со волци, единица целу потрага, цело тоа подрачје го кружеле, го правиле, дури третиот ден тој го лоцираа таму негде на Тиквешкото на првите две слики, кај што почнува видеово, некоја мапа ми праќа, ја не ја разбирам многу, ама од прилика има насока на кое поднебје, подрачје се дешавала оваа Голгота. И накратко, на широко, од прилика е приказкава да мотивирам, информирам дека секому може да се случи. Еден од таквите сум и ја, друг пат ќе ја раскажам мојата сторија. Знам уште неколку на блиски мои што им се имат случајно вакви голготи, ужаси, до степен да готово останавме таму, изгинавме, ќе се распаѓаме, костури ќе не најдат, кој знае која и дали воопшто ќе не пронајде некој ако дивеч не разнесе коски и месо на сите страни, не изеде, не растрга. Значи, ова е една реалност, една што сите ја запоставуваме, една ситуација која буквално од шала, од смеја, многу малце треба да човек западне у белја, па да биде куку леле, што ми требаше, што ме снаоѓаше. На прво место би потенцирал секојаш вода и храна. Баталиона филмови не ќе палиме огин со камења, со дрвца, ќе триеме дрва, ќе собираме лешници, ќе јадеме мов и оние жеради, значи тоа све у вода паѓа, носи си на прво место полуодопремата вода и храна, па после тие приказки што сме гледале по телевизија, дури и Survivor на оној Bear Grylls, кој се гаси камера, го чека шведски стол, ужива со екипата, со режисерот, со камерманот, со цела, има спасувачка околу него и прва помош и специјална единица и калаши и го чуваат како заштитена бела мечка, вака ни продава нас фазони како он преживува со тамбура у рака и свирка, мука нема, тера, кај сака, кај да го фрлиш ке се снајде, ке прежива и да преживе он, да не заборавиме фоките, една од најаки единици светски специјални, сарвајворски докажани со ултимејт техники преживеани на терен пред да добие таква титула. А ние сме гола вода, ќе изгледаме 5 карате филмови и мислиме дека сме Брус Ли, више кунфу, ќе предаваме техники, ќе држиме, ќе отвараме часови. Така и со преживувањево. Носиме батерии, ножеви 10, јажиња, тантари, пантари, а храна нула. А овие па више се вон категорија секаква. Со блузонче на нив, со стартките, ни нож немале. Среќу палјач еден да се згреат, да не хипотермија ги утепа, пошто камен ладно, чим снег било околу, пролет, замислете каква ситуација било тоа една на Господ, на душман да не посака човек у такво да го затегне, да кога се вратија, тоа бе едни уплашени, едни истрауматизирани, едни, мислам, долго време им требаше да се опуштат у природа, пак да зачекорат и да уживаат после ова што ги снајде Голгота, да буквално за живот се бореа и оние задни црни мисли у глава, која си без храна, без вода, почнеш да халуцинираш, да креваш паника, колку помалку си спремен, толку исто е поголема и она паниката е заразна работа, еден да почне да прави драми, да халуцинира, да паничи, да крева работата, да билда, тоа е заразно, ги фаќа сите и почнува тука една агонија да човек тотално се дезориентира и да е спремен, ќе му клапне морал и волја и компас ки изгуби ако е со таква екипа, некоја се сите кој од кој без памет, без Survivor, школон и прв степен немаат поминато нешто прочитано, немаат 3 ноќи у дивина преноќено, нити се рибари, нити се ловџи, нити се кампери, тотално едни лудаци кои ги поздравувам, секој добро им посакувам,
секогаш оваа приказка ја раскажувам, кога некој ќе ми се чаламира и гумира, тапацира, полира, демек, ај само ти си овој филм Survivorски, само тебе ти се дешават, мечките искачат, само ти носиш на грб 100 кила опрема, а идеш по риба, не баре на пчиња онде преку улица. Ама ја знам дека боле да остане него да фали и кој носи не проси. Така да, драги мои, од мене едно наравоучение, една порака, една жива вистина приказка. Пробав набрзо да раскажам, да ви задржам внимание и да искористам истата, да ве поздравам, секој добро посакам и до некоја наредна бистро мајсториште.